Ја пробаш. Ти си. Знаеш дека претераа малце со ова контейнерија. Како мислиш? Мислиш многу ги има демек нешто? Не ги има, ама во премногу бои. Не, па не се премногу бои, мора да се убои они заради да биде боите мора да се посебни. Знам, за полесно рециклирање на Така е, отпадот. полесно да го Финтата е селектираш во како мојот треба. мозок што јас не можам да запомнам која боја за кој отпад е, сваќаш? Многу едноставно, многу е едноставно. Значи сината си е за хартија, жолтата си е за пластика, за стакло си е зелената. Гледаш? Да. Зошто сината да е за хартија? Најверојатно затоа што хартијата најбрзо се распаѓа во природа. Гледаш? Во природата, значи треба да е зелена. Не, зелената си е за стакло. Не, сината треба да е за стакло. Не, слушај, значи вака си иде. Сината си е за хартија, жолтата логично си е за пластика и зелената логично си е за стакло. Сината за хартија, жолтата за пластика. Гледаш, не можам да запомнам, не ми е логично. Добра, и кажи како па тебе би ти било логично. Па логично ми е зелената за хартија, жолтата за стакло, црвената за пластика. А сината? Нема сина, умре сината. Ништо Како сината, не не постои сина. Сината е вода, небо, халкидики. Ма не може. Не може без сината. Сината може да ја ставиме за метал, еве да речем. За метал треба да е сива. Не, ја, знаеш што мислам ја? Ја мислам дека уствари не е проблем у бојата на контейнерот, така? Нели, а ако си далтонист? Видиш, А? не помислив на тоа. Ево, ја помислам. Да, ама убаво си пишува на контейнерите. Си пишува, ова си е за хартија, ова си е за пластика, ова си е за стакло. Можеш да си прочиташ. А што па ти толку си се фатил за боите? Што си се фатил толку за боите? А што па ти толку се нервираш што јас си мрчам? Си мрчам цел живот. Без знаеш од дете, си мрчам, сакам да си мрчам, обожавам да си мрчам. Кај нас мрчењето ти е народна традиција, терапија, обичај. Обожавам да си мрчам, нема ништо лошо во тоа што човек понекогаш мрчи. Ти мрчиш, па Ја ништо. мрчам. Па мрчиш, Ја, брат. кажи што мрчам ја. Те Што мрчам? загадено било еко патроли да се праќале животната средина да ја спаси. Чекај, па не е тоа мрчење. Не можеш ти да наречеш мрчење ако јас зборам како да бидеме подобри ние и за нас, како да бидеме за природата подобри, како да воспоставиме една симбиоза со природата и да престанеме само да земаме од природата и да ја враќаме ѓубре, туку да земеме да ја враќаме малку љубов, да ја одржуваме чиста. Значи, добра природа еднакво е на здрав живот, така? Пак мрчиш се. Гледаш, пак мрчиш, што ја демек не сум за симбиоза. Ама ти бе тоа така мајсторски ќе го повториш по 100 пати, ќе инсистираш на него и Тоа ти е равно на мрчење. Како не, едно мрчење било рано, како не, едно мрчење. Мрчење. Ти љути се колку што сакаш, ама така си. Не си во право. Не сум во право, ама така е. Ајде, ко си толку многу паметен, кажи на глобално ниво пластиката. Колку се гори, колку од неја се рециклира, колку не може да се рециклира, како биопластика, например. Ти знаеш ли што е полимер? Полимер. Знаеш што е полимер? Полимера. Од Јас грчиот знам што е горпот. полимер, него Е. ме интересира од кај па ти одеднаш ги знаеш овие работи? Ева, читка, чичо, чат, пат, интернет, мамо. Значи те за скокоткало те заинтересирало. Ако мрчиш толку многу, баш како оваа играва, Пази, се помниш. ова ти е тапа. Мислам, табла за ова! Fortnite! Баш и опасно по живот.
Да се селектира отпад воопшто не е тешко. Напротив, потребна е висока еколошка свест, добра волја и добра организација. Се започнува од дома. Доколку успееме да ги селектираме работите кои што ги користиме дома, како хартија, пластика, стакло, батерии, електрични и електронски отпади, па дури и текстил, тогаш сме завршиле голема работа. Едно семејство или едно домаќинство во Скопје месечно произведува 20.000 тони ѓубре. Доколку успееме тој отпад да го селектираме, а да не заврши во депонија, тогаш сме завршиле голема работа. Светот произведува огромни 2,12 милиони тони отпад секоја година. Зашто се потребни околу 1,6 планети за да го апсорбираат истиот. Годинава денот на еколошкиот долг беше 22 август. Денот кога светската популација ги искористи целосно ресурсите кои што земјата е потребно да ги обнови по текот на една година. Македонија пак своите ресурси ги искористи дури еден месец порано, на 22 јули. Проценките се дека до 2030 година ќе ни бидат потребни 2 планети за да го складираме отпадот кој што го создаваме. Тоа значи дека секој човек, семејство и домаќинство мора да ја осознае својата улога во зачувување на ресурсите преку селекција и употреба на отпадот како секундарна суровина. Како селективното одложување на отпад да стане дел од нашето секојдневие? 2 до 3 канти во боја би биле доволни за да се селектира отпадот како пластика, стакло или хартија. Така би можеле да имаме поголем увид во тоа што и каде фрламе, и така полесно би можеле да ги транспортираме отпадите до сините, жолтите или зелените контејнери на Пакомак. Гостин во оваа емисија е првиот човек на компанијата Пакомак, Филип Ивановски, лидер во борбата за здрава животна средина веќе цели 14 години. Филип, како сте? Благодарам на прашање, добар. Малце надвор времето е облачно и тмурно, но за среќа ние тука имаме сите добра енергија. Компанијата Пакомак е основана во 2010 година од 11 македонски компании, а членови се уште 700 компании. Дали од почетокот имавте толкав број на компании и ако не, што направивте за да ги убедите? Оваа година што доаѓа 25-та, ќе прославиме 15 години од формирањето на Пакомак. Нашите основачи се генерално од индустријата за пијалаци, значи винари, пивари, водари и кондиторија. Но имаме уште во моментов и повеќе од 700 членови. Пред 15 години имавме некаде околу 300 компании кои беа вкупно кај нас. Но низ овие 15 години нешто со наша активност по компаниите, нешто генерално компаниите сватија дека што работи Пакомак и која е неговата цел. Така да некако органски овие 15 години пораснавме од 300 на 700, иако во Македонија се уште има барем уште 1000 компании што треба некаде да плаќаат, значи не мора да биде во Пакомак, може да биде во нека друга организација или кон државата, но се уште има компании кои не плаќаат никаде, односно не финансираат собирање на нивниот амбалажен отпад што го пуштаат на пазарот преку своите производи. Колку селектиран отпад собравте во 2010 година, првпат кога почнавте, колку сега? И колку контејнери за селектиран отпад имавте тогаш, а колку сега? Па 2011 ни беше наш прва референтна година за собирање. Ние се формиравме во ноември 2010, а почнавме да работиме од 2011. Тогаш собравме 6900 отприлика тони амбалажен отпад таа година. Оваа година ќе собереме некаде околу 36.000 тони амбалажен отпад. Значи тука е еден линеарен, нормален, би рекол, раст овие 15 на години. Значи оваа година цел ни е 65% од тоа што нашите членки, овие 700 компании го пуштаат како отпад на пазарот, 65% од тоа да го собереме и да го однесеме на рециклирање. Или теоретски кажано, од 100 шишиња што ќе се пуштат на пазарот вода, ние треба да најдеме начин како 65 да ги собереме и да ги рециклираме. Истото важи и за хартија од 100 кг и за сето останато. Ливенки, дрво. Може ли да ни ги кажете придобивките од правилно селектиран отпад, еве да ги натераме луѓето повеќе да селектираат на работните места, по дома, на училишта? Со само тоа што го селектираме отпадот и од тој отпад станува суровина за некоја друга индустрија, ние ги штедиме прво депониите на кои сега се депонира. Значи рокот на траење на експлоатација на депонијата Дрисла конкретно, ако треба да биде 20, ние го зголемиме за 60, не мора да правиме нова депонија. Значи ги штедиме депониите. Многу поважно е што ги штедиме природните ресурси, бидејќи со секое рециклирање, да речеме, пластиката се прави од нафта. Со секој рециклирана шиша штедите нафта, хартијата се прави од дрво, штедиме дефорестизација на планетава заштедуваме.
Претходното прашање на него да одговорив колку контейнери имаме, 2011 имавме околу 200, сега имаме 1700 контейнери за селекција низ цела држава. Доминантно се за стакло, потоа за пластика и најмалку имаме за хартија, бидејќи тоа некако кај зборам на улица граѓаните што го селектираат. И план е тука да се шириме, она што ние исто што сме горди е што на сите овие контейнери знаеме, имаме во реално време ставено сензори, знаеме колку се исполнети, кај се наоѓаат и оптимизираме рути на собирање, така да тоа заедно со швајцарска амбасада го направивме како проект, така да еве веќе оваа година прва имаме значително намалување на транспортните трошоци, но не се само трошоците, туку и гориво се троши помалку, значи оној carbon footprint што е сега модерно се кажува, ни е намален за едно 25% само оваа година преку таа активност. Мене ме интересира дали има некој закон за луѓето што го фрлаат ѓубрето каде што не треба, а кога се надвор од држава, отпадот што го произведуваат, го чуваат се додека не најдат некој контейнер за да го фрлат, а кога се дома се однесуваат поинаку. Ние имаме доста добри закони за многу работи, за жал не се почитуваат законите кај нас. Конкретно за ова мислам дека постои некој закон каде што комунален инспектор може да ве казни 50 евра, но и тоа не се применува. Инаку долго време ние, да речеме првите десетина години сметавме дека е доволно да поставиме контейнери на улица и дека граѓаните тоа спонтано ќе си го прават и многу природно ќе се селектират, ама не е така. Дури ние правиме секои 2 години истражување на јавната свест кај граѓаните, тоа е релевантно истражување со 1050 учесници во урбаните средини. Се уште имаме 20% на граѓани што да им ставите канта или контейнер пред куќа, да имаат машина за селекција на шишињата одма до нив до маркетот, изричито вика дека не сакаат да селектираат. Не сакаат. 20% е сериозна бројка, што едноставно не тоа веројатно се должи на овој глобален тренд на да си антиинституција, дека не веруваат дека стварно се рециклира, џабе ја тоа го правам, не веруваат во систем. Значи 20% тоа никогаш не било сега, после ковидот се јави таа бројка прв пат толку голема. Значи 20% велат и да ми ставите контейнер и пари да ми давате, значи за шишо, ја нема да селектирам. Тие луѓе посебно можете да ги натерате да го селектираат отпадот само со казни. Значи, ние цело време сметавме дека доволно е само морков, нешто инсентив да му даде стимулација на граѓанинот за да селектира, но такви луѓе се уште има и тие не можете со никаква стимулација да ги натерате да селектираат или да се однесуваат еколошки, освен со казни. Така да се повеќе сметаме дека мораат институциите да почнат со казни, бидејќи убаво споменавте, истите тие граѓани што кои во Германија селектираат, кои ќе дојдат тука за празниците или во Швајцарија, фрлаат од кола. Или не селектираат ништо. Значи не е до свеста име променета, но тука кога ќе дојдат некако све се заборава. Се ресетираат и повторно се однесуваат како кај нас. Така да казните, мислам дека треба да... Значи има уствари закон, ама... Има, треба да се почитува и можеби треба да стане уште поригорозен. Точно. Филип, што мислиш, кој е твоето мислење за тоа предметот по екологија да се воведе уште во првото оделение? Затоа што сите многу добро знаеме дека некои навики откако ќе се стекнат многу тешко се менуваат. Така е, тоа го гледаме ние во реалноста. Кај децата и посебно младите навеќе прифаќаат. Екологија треба да биде еден од предметите што треба до сега не го учеле децата, треба да биде во редовна настава. Треба се осмисли, се разбира што ќе биде се во тоа екологија, но треба дефинитивно екологијата да биде дел од образовниот систем како предмет, затоа што од мали ако ги стекнат тие навики, тие познавања, тие мали сега што се утре ќе бидат идните вработени, идните министри, идниот премиер, идниот председател. Значи ако тоа го имате уште од мал, кој ќе дојде на позиција да решава, тој ќе има некоја веќе свест да размислува во таа насока. Ако нема таква свест од мал, многу потешко кој ќе дојде на позиција дека тогаш ќе му се развие свеста. Така да треба ни цел образовен процес, не само основно, средно на факултет, да имат еколошки проекти, да се вклучуваат младите во акции за чистење, за садење дрва, пошто така ние учествуваме во акции за чистење и ги поддржуваме затоа што сметаме дека секој нешто собирал ѓубре од некој што го фрлил со своји раце, сваќа колку е тоа се соочува со реалноста, колку е тоа штетно,
Валкано и веќе нема тој да фрла или ќе се размисли седен пат дали ќе фрли некој картиц или шише во природата. Тоа што спомнавте активности, јас кога бев во основна школа цело време имаше некои активности, се организираше баш со пакомак, дали мење на раце доаѓа образовани луѓе ни кажува што како за ден на дрвото садевме дрва. И сега во средно немав баш или нема веќе толку активности и не се толку баш развиени како што беа. Па тоа приметивме, да, ние правевме порано многу повеќе, Да. па некако и ние позастанавме тој дел, пошто за да имате да правите нешто и од другата страна треба да имате некоја да се интеракција бара, и да бараат што сакаат. И исто приметивме дека децата до 6-то одделение се порасположени, после 6-7 Веќе кога ќе влезат во пубертет, други некои приоритети им се веќе име дури се срамат да носат шишиња и да ги фрлаат од други. Не име ин. Имавме баш активности садење дрва, носење, кој ќе донесе најмногу Да, и беше шишиња и така ќе се се добие тоа иде награда. до 6-7 одделение и тука заврша и после средно посебно, па тоа име као де е сега ин да. И тоа пробуваме да го направиме, значи да стане селекцијата и рециклирањето ин, да не биде срам. И со овие машини што ги ставивме по маркетите, гледам дека полека тоа се минува и имаме многу млади корисници, пошто ние имаме некоја датотека кој годиште се тие што ги користат и највише ги користат од 20 до 40 години, 45. Тоа се ние родители или млади што биле можеби и пред тебе на Дел од некои акции, дел од некои така. акции, така натаму кампањи. Така да ова е некој процес што не може да смените преку ноќ веднаш нешто. Зависи колку притиски државата, колку брзо ќе дое таа промена. За жал кај нас 15 на години екологијата не е на врвот на приоритети на ниту една власт. За жал. За жал. Јас мислам во Македонија дека младите многу повеќе се еколошки освистени отколку возрастните. Дали вие го делите истото мислење како мене? Младите станува, да. Имам јас деца што се тука таа возраст, мислам дека стануваат дека се повеќе отколку што сме биле ние кога сме биле на нивните години и тоа е добро поместување, но дека се повеќе од некои 50-60 години што се сега. И затоа велам, треба време да дојде до резултатот, не може инстант да го добиете. Ниту Германија, ниту Швајцарија не станале преку ноќ. Да речеме, фирма како Пакомак во Германија имало 94-та. Ние сме формирани 2011. И не можеме одма да бидеме Германија. Посебно што во Германија пак ќе се вратам, има и казни ако вие не го селектирате отпадот. Не е само ве наградуваме ако добро се однесувате, туку ако не се однесувате како што се очекува од вас, имате казни. Така да таа комбинација морков и стап, пак ќе ги споменам, мислам дека за све функционира. Значи, доброто однесување го наградуваме, го стимулираме, лошото однесување мораме да го казниме. Во моето средно училиште Орце Николов имаме еколошка заедница која заедно со Пакомак направивме една вертикална градина. Дали имате план да помогнете на некои други училишта да направите вертикална, иста таква вертикална или може и поголема вертикална градина? Па тоа пред малку го реков, значи за да имате нешто да правите во училиштата треба да имате и од другата страна некоја идеја што сака да прават. Конкретно во Орце Николов од Орце дојде идејата и ние само ја поддржавме. Значи ние сме отворени за секои идеи што придонесуваат кон менување на перцепцијата на свеста на младите, посебно да учествуваме. Така да ги повикуваме и училиштата кај што имат интересни идеи, сака да ги вклучат младите во нешто, значи таму имаше идеја и бавча да правите, земја да се обработува, бидејќи тоа е некој вид оплеменување, значи кај нас, иако тоа се стигматизира. Ако обработуваш земја, по мене тоа е многу благородна работа и не треба тоа да бегаме и како мали треба децата и средношколците навистина да видат како се сади дрво, како се сади патлижан, како се полева, да се грижат за тоа растение, па да видат колку е ствари важно, не дека не расте пазарот патлижанот на пазар само, дека како дошол до пазарче да го свата целиот процес. Дали би можел да ни објасниш што се тоа зелени работни места и како би можеле ние во градот Скопје да имаме повеќе такви работни места? Зелени работни места е термин што се користи сега многу, дека циркуларна економија ќе креира зелени работни места. Се надам дека не се мисли на тоа на административни зелени работни места, бидејќи можете вие да отворите работно место кај што ќе евидентирате само што се прави. Ние тука сме многу повеќе и очекуваме дигитализацијата на целото општество и тие податоци да се прават без луѓе.
Да речеме, има некоја статистика дека 10.000 тона ако селектирате ако не селектирате создаваат само едно работно место, веројатно на депонија, а ако ги селектирате создаваат 40 работни места. Пошто ќе вклучите луѓе што ќе го доселектираат отпадот. Но сепак ние како граѓани, тоа е само еден пример. Ние како граѓани треба да бидеме свесни, а и државата, дека зелените работни места и зелената економија е поскапа од линеарната економија како што е сега. Линеарната економија значи искупуваме ресурси, произведуваме, тоа што ќе остане ѓубре го депонираме. Циркуларната економија вика ресурсите од кои ќе се потроши, ќе направите производ и тој више нема да се употребува како што е амбалажа или самиот производ електрично направат, повторно да го вратите во процесот и да стане ресурс. Но сето тоа е поскапо. Ја споменав Германија, во Германија да речеме само за отпад од пакување, граѓаните пер капита годишно плаќаат 10 до 12 евра по човек. Германија има 80 и нешто милиони, значи они собираат милиарда евра само за селекција на отпад од пакување. Во Македонија таа бројка е помалку од 2 евра. Значи тоа е исто еден индикатор дека не можете вие со 2 евра да имате иста еколошка слика како во Германија со 12. Но исто покажува дека во тој ланец настанување зелени има нови работни места кои го поскапуваат на крај на некој начин тоа да се биде зелен, значи управувањето со отпад правилно не е ефтино и тоа на крај ние како граѓани треба да го платиме. Во Скопје погледнете ги сметките, ќе видите дека околу 300 денари плаќаме за ѓубре да собирање на сметот месечно, 4 члено семејство. Во Љубљана е 20 евра, 1200 денари. Са не велам дека ние од 300 на 1200 треба одма да отидеме, но граѓаните исто мислам дека нема да бидат да се лутат бидејќи збориме за уште 150 денари да качиме сметката, едно кафе или две у месецот. Помалку ќе се откажеме да платиме 500 денари, но ако видиме дека нешто се случува на улица, дека има нови контејнери, дека е почисто, дека нешто се прави. За жал, ако се зголеме на 500, тие 150 денари можеби ќе отидат, веројатно ќе отидат во некои административни работни места во општината или во комуналната предпријатие. И ние имаме сега слика во комунални предпријатија каде што имате многу вработени, а малце луѓе што метаат, што чистаат, што возат камиони, повеќе се во администрација. Така да, тука пак ќе апелирам дека локалните самоуправи треба исто да ги качат сметките, ама не за да вработуваат нови административци, туку за да нова опрема, нови камиони, со истите вработени да дадат подобра услуга на граѓаните. И во тој случај нема да се буните ни вие, стојат 100 денари да ви качат сметката, го гледате дека ништо се случува со Кога тие 100 ќе видиш дека ѓубрето од контејнерот е навистина собрано, а не расфрлано и не расфрла, и редовно околу. се собира, Да. или се селектира. Какви се проценките за Македонија за некои 10 на 15 години? Па јас сум оптимиста и верувам дека Македонија за 10 години ќе биде многу блиску, можеби не ко Словенија, бидејќи Словенија дури е подобра и од Австрија и Швајцарија би рекол Апсолутно, некои работи, али дека ќе бидеме барем ко Германија, да речеме. Па, Не звучи лошо. Само за да биде тоа, треба сите засегнати страни да работат на тоа. Значи прво треба од нас тргаат како граѓани, но тука треба да притискаат институциите што се за тоа задолжени и на државно ниво и на локално ниво и веројатно треба да се најде начин како да се казнува, ама не стварно да се казнува, не да биде само ќе те казниме и никогаш нема да ве казнат. Како што обично, нели, таа неказнивост нас не донесе и до овде кај што сме. Донесовте контейнери за селектирање отпад, вендинг машини за пластични шишиња, за лименки, што е следно? Па планираме во следниот период, следниот 5 години да прошириме мрежава со машини барем двојна, да имаме машини. И она што вендинг машини говорам, контејнерите да ги зголемиме, бројот на контејнери и она што сакаме да го направиме и тоа ќе биде веројатно прво во регионот, да направиме една селекција на отпадот од пакување пред се, каде што ќе се доселектира не само пластични шишиња, туку и канчиња, хартија, други фолии, модерна линија, која исто работиме сега на подготовка на еден проект со швајцарска амбасада, да направиме апгрейд на целиот систем. Овие шишиња од машините што ги собираме да ги носиме на доселектирање. И тука ова се што гледате жолт син контејнер да оди тамо да се доселектира. И тоа мислиме полека Македонија да стане некој регионален центар на
за секундарни суровини за рециклирање, што е една голема, да речеме, слика на која стремиме и која не можеме сами да направиме. Но како што кажав, Пакомак пози Пакомак стојат 11 големи компании, 700 други компании. Имаме добра соработка и со централната и со локалната власт. Така да веруваме дека сите овие засегнати страни можеме да направиме Македонија стварно да има додадена вредност на отпадот. Пошто ние се извезуваме главно или како шише, непреработена, а ако му додадете вредност барем по 400-500 евра од тон, може да добиете повеќе приходи за државата. Само нешто ако тука направиме. Така да ни одиме во таа насока, Македонија стварно да биде пример. Ние сме веќе како Пакомак, можам да кажам, без да бидам лажно скромен, пример за околни земји што имаат системи како Пакомак, пошто одиме на некои балкански собири и навистина ние кога презентираме, другиве сваќаат колку они се поназад од нас, да речеме ова со сензориви, со вендинг машиниве, што не се депозитен систем. Ние собираме во моментов за илустрација на некои машини по 60.000 шишиња месечно на една машина. Дури овие производителите на машини се чудат На една машина. на една машина. Обично они кога ги купувавме машините, прашуваме колку очекувате да поминуваат шишиња вака искуствена, значи шведска, норвешка, па викаат околу 120-150.000 годишно. Ние месечно на една собираме 60.000. Имаме негде што се слаби, но сакам да ви кажам, има граѓани, и тоа е исто чудно, во некои градови од Македонија супер функционира. Има нете градови, 2-3 да не ги именувам сега, каде не ги ставивме машините. Не знам, во овој маркет, во оној маркет. Ништо не се Во општина не селектираат. И тоа се веројатно оние бројки 20% што ги направите, или им е срам, или вика да мене тоа што има кој да го прави, па и мене не ми значи тој пола денар. Така има разноликости низ државата, ние сакаме Македонија да направиме регионален центар за, кога говорам регионален, значи Србија, јужниот дел, Косово, Албанија, Грција, северниот дел, да гравитираат количини отпад што тука ќе се преработат еколошки и ќе се извезат како суровина, материјал со додадена вредност голема. Благодариме на учеството што бевте денешен гостин и се надеваме дека ќе кренеме свеста кај секоја генерација. Ви благодарам што дојдовте и вакви емисии како вашата придонесуваат многу за подигање на се. Значи мораме да збориме дека имаме проблем за да го решиме. Ако ние викаме дека сме супер, тоа нема ни да се трудиме. Да. И се залажуваме дека е така. Има подобрување, тоа е сигурно, но уште има многу работа пред нас, пред сите нас. Така, ќе работиме на тоа, се надеваме заедно. И јас се надевам. Користете ги зелените контењери за електричен и електронски отпад и батерии. Време е конечно да научиме. Дали знаеш дека колку повеќе селектираш, толку повеќе можеш и да добиеш? Пронајди ја најблиската Пакомак повратна вендинг машина и отвори ја Екомак апликацијата. Ако ја немаш, превземи ја на Play Store или на App Store. Внеси го твоето име, презиме, имейл адреса и креирај лозинка. Кога ќе слушнеш, тоа значи дека вендинг машината успешно го прочита твојот код. Сега можеш да го ставиш шишето или лименката во машината. И запомни, дното секогаш е напред. Добро бе, зошто не се ослободиш од овој отпад? Зошто? Ова било отпад, пази што збориш. Ова за мене никогаш не знаеш кога може пак да ти притреба. Тоа е токсичен отпад. Ако може не изгледа така, ова е многу отровно. Сакаш да се јавам? Нула отпад. Што е тоа нула отпад? Тоа ти е компанија во Македонија која се грижи за електричен, електронски отпад и за батерии. Ти се јавуваш и они доаѓаат и ти собираат све. Све. 070 236 000. Ало, нула отпад. Што ќе се случи доколку секој од нас го селектира својот отпад? Доколку ја рециклираме стаклената амбалажа, можеме да заштедиме електрична енергија. Со рециклирање пластична амбалажа и лименки, значително го намалуваме загадувањето на реките и езерата. А со секој тон рециклирана хартија, директно влијаеме врз подобрување на квалитетот на воздухот.
Доволно е да направиш мало дело за голема промена. Селектирај отпад, селектирај иднина. Пакомак. Тие контейнери само видов за пластика, стакло и хартија. Понекогаш видов и за картон, ама само тие 4. Сум видела контейнери за пластика, за хартија, за метал, за пластика, хартија и за стакло, мислам. Жолти, зелени, сини, за пластика, хартија. Од пластика, за батерии, за хартија и за стакло. Па обично сум видел многу за рециклирање од сега во ова време, ама има контейнери, еве, например, пред мојата зграда, што се целосно на другата страна или скршени и затоа намерно тие ги остават под нашата средина и прелјават. Па имаме од хартија, пластика. Па има за пластика, за хартија и за органски како отпадоци што се. Имаме во училницата 3 канти и пишува што е за што. За стаклен отпад, за пластики, за батерии. Има контейнери, но не се користат доволно. Многу не ги почитуваат, само фрлаат тоа што ќе им дојде. И не ги користат луѓето, си фрлаат на земја место да фрлаат во контейнери. Мислам дека нема доволно, но и да има, нема да биде тоа испочитувано. Да кажеме така и мене во училиштето имаме посебни канти за посебен отпад, за селектиран отпад и никој не го почитува тоа. Абе, збори ти колку што сакаш, ама боите на контейнерите им се утка. Добро, а сакаш да им напишеме писмо и да им кажеме вака и вака, јас и ти мислиме дека... Писмо не е лоша идеја. Сакаш? Може. Да. Како Пиши. да го почнеме писмото? Како се почне писмо? Драг наш, Пакомак, Драг наш Пакомак. ти си супер, Здраво. 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 Ти си супер. Супер. Ама ние од Агенда 21 Ние мислиме дека Да. боите на контейнерите, и сега да не ги навредиме многу, Да, ви се малку несрекно одбрани и распоредени. Несреќно. Несрекно, да. Несреќно. Одбрани и распоредени. Одбрани. Несрекно. Одбрани и распоредени. Боите на контейнерите. Глупо малце, а? Малце, да. Да си остане вака. Ја мислам најбо. Топ. Да. Мада таа црвената боја ми боде очи. Што би ја Па, ставил? црвена боја на контейнер. Па црвена боја за Ферари, Да, бе, за За панталона, за кошуља. крводарителски акции, За долен веш. за знамења, за